Потребни се квалитетни мерки за намалување на дефицитарниот IT кадар, користење на најсовремени технологии за развој на информатичкото општество, како и подобрување на работата на ИКТ компаниите, рече на средбата во Сојузот на стопански комори Саша Огненовски. Домашните ИКТ компании треба да се стимулираат и да отворат нови работни места, како и да развиваат софтвер и услуги не само за Македонија, туку и за извоз. Развојот на информатичкото општество има директно влијание врз поголемата продуктивност, иновативност и ефикасност како на приватниот, така и на јавниот сектор. Сето тоа доведува и до создавање нови работни места со зголемена додадена вредност, подвече председателот на ИКТ комората Саша Огненовски. Министерот за информатичко општество и администрација Манчевски потенцираше дека приоритетите на ИКТ комората се поддржани и со политиките и реформите што ги најави новата влада во својата програма, а се дел и од заложбите на Министерството за информатичко општество и администрација. Владата најави воведување на даночни олеснувања за сите ИКТ компании што извезуваат софтвер и услуги со цел да се овозможат нови вработувања с големен девизен прилив и градење нови аутсорсинг ИТ компании. Во насока на зголемувањето на конкурентноста и намалување на дефицитарниот кадар, владата во наредниот период финансиски ќе поддржува преквалификација и доквалификација со цел создавање на нови IT кадри, истакна министерот Дамјан Манчевски. На средбата во Сојузот на стопански комори, министерот Манчевски најави и неколку проекти во сферата на подобрување на ефикасноста на јавната администрација.